Споменик на природата за малку ќе настрадаше од неа, подпомогнат од негрижата на луѓето. Гром удри во 6 века стариот Дапко и Кочанското село Бели, пошто дрвото се запали. Дојдеме и гореше Дапко. Това беше катастрофа. За ова интервенција територијалната противпожарна единица искористи негде околу 20 тони вода, што е прилично голема количина, меѓутоа имајќи во предвид фактот дека станува збор за споменик на природата, мислам дека вреди. Но громот не е единствената причина за пожарот. И овој пат причина е човечкиот фактор. Некој во неговото стебло оставил боци од пур, пени и други хемиски средства, кои по електричното празнење предизвикале експлозија. Громот не можеше да го запале, само тоа боците што е оставано. Тугај кога се го прави онаделе, тоа е опасна работа. Се уште е неизвестно дали Давот ќе успее да преживее, иако шумарските експерти се оптимисти. На тамошната судбина на овој повеќе вековен споменик на природата, кој е еден од најстарите дрва во Македонија, сега е во рацете на Заводот за заштита на природни реткости. Она што се поставува како прашање е ќе се барали одговорност за човечката негрижа и ќе одговара ли некој што споменик на природата се користел како магазин за запаливи материи.